Парламентот ги донесе законите за судски совет, за судовите, законот за советот на јавни обвинители, законот за јавното обвинителство и цела една лепеза на закони од правосудството. И навистина сега правосудството е на потек. Затоа сме вечер овде. Чекориме за правда. Сите предмети, почитувани граѓани, ќе имаат правна разрешница врз основа на фер и транспарентни постапки. На обвинетите ќе им се суди врз база на докази кои беа обезбедени низ долги постапки. Зашто основни индиции беа прислушкуваните разговори, односно бомбите. Нема скриена амнестија за никого, ниту за стари, ниту за нови случаи. Секој што го прекршил законот ќе се соочи со одговорноста. Секој што доправа ќе го прекрши законот ќе се соочи од одговорноста. Нашиот народ е желен за правда. Со овој закон се гарантира дека политичарите нема да може да бираат и именуваат обвинители, ниту да одлучуваат за иднината на предметите. Да, Џабир, те уверувам, нема веќе тефтерчиња, а тие што се виновни за старите тефтери ќе одговарат. Патот до правдата е спор и тежок, но Сваровски судството на секој начин се обидуваше дополнително тој пат да го отежни. Знаете ли кој беа единствено против закон? Законот за јавното обвинителство. Да, истите тие. Извршителот Мицковски, неговиот шеф Груевски и целото раководство на ВМРО-ДПМН. Тие и како власт, и како опозиција ја кочеа правдата. Само за да ги заштитат криминалците од сопствените редови. Ни Мицковски и ВМРО-ДПМН не им беше важно ништо друго, освен да испорачат амнестија за бегалецот од Будимпешта. Ние 3 чекори напред, Мицковски и ВМРО-ДПМН еден чекор назад. Ние 3 чекори кон правда, тие еден чекор кон одбрана на криминалот. Затоа не сме и никогаш нема да бидеме исти. Ние ќе продолжиме да работиме за граѓаните. Тие ќе продолжат да работат за криминалците, оти не знаат поинаку. Ние ќе ја носиме државата кон Европската унија и НАТО. Тие ќе се обидуваат да ја враќат назад.